штетноста се гледа во економската политика. Имено не постои ни запирка разлика помеѓу економската политика на десничарската ДПМН и на квазилевичарската СДСМ. Впрочем, и двете партии водат погубна и штетна неолиберална политика. И сега да не зборуваме сега со политички термини, да им биде појасно на граѓаните што е тоа неолиберална политика, фундира на две основни премиси во економија. Прво, ги зголемувате класните разлики. Според Джини индексот, Македонија е најкласно раслоена држава во Европа, а можеби и во пошироки рамки. Тоа значи дека секој ден богатите во Македонија стануваат се побогати и секој ден сиромашните во Македонија стануваат се посиромашни. Се зголемува јазот помеѓу нив. Тоа е едната одлика на неолиберализмот. И втората е дека вие ги редуцирате јавните услуги кои им ги давате на граѓаните. Она што до вчера било бесплатно, од утре станува платежно средство, ме разбирате. Значи, пружањето на јавни услуги, не знам, немате пари за студии, ќе си останете без факултет. Немате пари да се лекувате, ќе умрете. Тоа е штетноста на економската политика. И тука немате разлика помеѓу двете партии. Она што левица го залага е редистрибутивна политика. Тоа значи прогресивна даночна реформа, во која што вие нема да ги оданечувате трудово интензивните дејности или интелектуалниот труд, туку ќе го оданечувате капиталот. Тоа значи ќе оданечите јахтата на вице-премиерката во грчко пристаниште, ќе го оданочите Масаратито на вице-премиерот Ангјушев или неговото Порше, затоа што тоа ќе воведете данок на луксус или корпоративен данок на добивка. Значи, од тука се големите пари кои што ќе пополнуваат после здравство, школство и така натаму. И ќе воведете антилихварска банкарска политика. Тоа значи дека нашите банки во моментов се лихвари. Значи, по сите дефиниции правни, тие се лихварски. Само пошто јас римско право предам, ќе кажам еден пример. Во римското право каматата не смеела да надминува 6%. Значи, кога ние сме биле под Римската империја, подоцна дошла Византиската империја, подоцна Отоманската империја, значи македонецот во Турско да земел кредит од Отоман банк била со по-добри услови кредитни отколку сега македонецот да земе, ме разбирате, да земе кредит од комерцијалната банка. Ако знаете дека 90% од вработените, значи не од сиромашните, бидејќи тие се деловно способни, ама кредитно неспособни. Тие не можат ни да земат кредит. Од овие кои можат, најчесто тоа се вработени у јавна администрација, од тие 85% имаат кредити и живеат во должничко робство на банките. Значи тука се двете клучни реформи по кои што една левичарска влада треба да предничи. Немате ништо од тоа и бидете убедени дека никогаш и ќе немате, бидејќи го имате крупниот капитал за советник на премиерот. Наместо синдикалец да биде советник на една социјалдемократска партија, тој го има крупниот капитал како советник и бидете сигурни дека сите понатамошни измени ќе одат во тенденција на укрупнување на тоа богатство, а не во тенденција на намалување на сиромаштија.